Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе почнеме со обработка на глава 2 од Евангелието според Лука, во која е запишано раѓањето на Господ Исус. Кога почнавме со обработка на ова Евангелие, кажав дека истото е напишано со двојна намера. Од една страна, Евангелието е историски извештај и тоа е особено очигледно во оваа глава. Доктор Лука им пишувал на луѓето кои сакале длабоко да размислуваат и да ги истражуваат нештата. Но, втората намена на ова Евангелие е духовната, односно да го представи Господ Исус како Синот човечки. И таа намена е многу јасна во главата која ќе обработиме денес. Доколку имате Библии со себе, ќе ве замолам да ги отворите кај втората глава од Евангелието според Лука и да ме следите додека читам. Во претходната епизода размислувавме за најавата и раѓањето на Јован Крстителот, како и за најавата на Исусовото раѓање. Сега Лука ни ги објаснува околностите во кои се роди Господ Исус Христос. Ке забележите дека во своето пишување Лука е доста детален во споделувањето историски информации, за кои пак историјата и археологијата имаа докажано дека се точни. Стих 1. Во тоа време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Станува збор за попис при кој Лука вели дека царот Август заповедал да учествуваат сите жители. На што мисли кога вели сите жители? Сигурно не станува збор за сите жители на светот, туку сите оние кои беа дел од Римската империја. Грчките зборови, преведени како сите жители, буквално значат населените предели. Патем, како што спомнав претходно, историјата потврдува дека во тој период царот Август навистина заповедал да се изврши попис на населението. Но, кој конкретно беше царот Август? Според историските информации кои ги имам, станува збор за посвоениот син на Јулиј Цезар, човекот чие вистинско име беше Гај Октавијан, а си го присвои името Цезар и со тоа неговото целосно име било Гај Јулиј Цезар Октавијан. Нему му биле дадени неколку титули, помеѓу кои се цар, император, а и го нарекувале диктатор, се разбира, тоа не му се допаѓало. Но, тој за себе си ја присвоил титулата Август, која пак имала религиозно значење. Причината е фактот што сакал да се представи себе си како некое божество. Ке продолжиме со читање на текстот. Во следните 3 стихови, Лука во свој стил дава уште неколку важни историски и географски забелешки. Тоа беше прв попис за време на управувањето на Квирини со Сирија. И отидоа сите да се запишат, секој во својот град. Па така и Јосиф, бидејќи беше од Галилеја, од градот Назарет, отиде во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово. Во стиховите кои ги прочитавме, покрај другото ни се дадени информации и за Јосиф, вереникот на Марија, односно за неговото потекло, но и кон кој град се упати за пописот. Тоа е многу важно во светло на Исусовото раѓање. Стих 5. За да се запише со Марија, неговата свршеница, која беше тешка. Знаете што ми е навистина интересно, па дури и иронично во целата оваа ситуација? Фактот што царот Август, исто како и својот татко, сакаше да се представи себе си како некое божество, но од друга страна, евангелистот Лука ни дава извештај за едно семејство, конкретно за една жена, која беше бремена и во себе го носеше Божиот син. Иако царот Август се сметаше себе си за повеќе од човек, оној кој е навистина многу повеќе од човек, наскоро требаше да се роди во градот Витлеем.
До ден денешен, царот Август е позната личност во историјата, но на сите им е јасно дека тој не беше никакво божество, колку и да се обидуваше да се представи како Бог. Не велам дека е заборавен, но неговата слава е ништожна во споредба со таа што ја имаше во времето на раѓањето на Господ Исус. Од друга страна, кога Марија го роди Исус, славата на тоа бебе можеби не беше видлива за сите луѓе, но од денешна перспектива можеме со сигурност да кажеме дека славата на Исус е неспоредливо поголема од онаа на царот Август. Тоа е само уште еден доказ дека оној кој се возвишува ќе биде понизен, а оној кој се понизува ќе биде возвишен од страна на Бог. Патем, кога читаме дека Јосиф и Марија тргнаа за да се пријават за пописот во Витлеем, сакам да ве потсетам дека станува збор за неколку дневно патување, за кое единственото така наречено превозно средство бил добитокот, најчесто магаре. За жена која е бремена и во секој момент треба да се породи, ова патување воопшто не било лесно и едноставно. Стихови 6 и 7. А кога беа таму, не изе и дојде времето да роди. Го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. Доктор Лука е доста детален во својот извештај и ни кажува две важни информации. Едната е дека за Јосиф и Марија немало место во гостилницата и затоа Исус бил положен во јасли, но тој вели дека Марија го роди и го пови својот син првенец. Со други зборови, на Марија и беше дадена привилегијата да го роди, но исто така и да му ги менува пелените на вечниот Божји син, бидејќи тој на овој свет се отелотвори како бебе и имаше исти потреби како секое друго бебе. Ова е навистина неверојатно. Стих 8. Во тој крај имаше пастири, кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. Со оглед на тоа што во близината на Витлеем имаше пастири кои ноќеваа на отворено небо и ги чуваа своите овци, мислам дека без проблем можеме да заклучиме дека не станува збор за зимски ден. Во зима ниту овците имаат што да пасат, ниту пак пастирите би спиеле надвор на отворено. Некој можеби ќе праша, тогаш, кога на вистина се роди Исус? Мојот одговор е, не знам. Не само тоа, туку ќе додадам и ќе кажам дека според мене и не е толку важно. Тоа што е важно е да веруваме дека тој се роди и да го сватиме вистинското значење на неговото раѓање. Кога би можеле да го знаеме вистинскиот датум на раѓањето, тоа не би било лошо, но барем за целите на ова наше проучување ќе заклучам дека тоа не е толку важно. Стихови 9 до 11. И одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли и се уплашија многу, а ангелот им рече, не плашете се, еве, ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Интересно е тоа што во писмото, многу често при средба на ангел со човек, ангелите им велат на луѓето да не се плашат. Се разбира, важен исклучок на тоа правило се ангелите за кои читаме во книгата Откровение, кои беа пратени на земјата да го објават Божиот суд. Но, во многу други случаи, Бог ги праќа ангелите кај луѓето со одредена порака која нуди надеж. Овој пат, ангелите им ја пренесоа најдобрата порака на овчарите, дека Бог го прати Спасителот кој се роди во градот Витлеем. Јас имам внук кој е мало бебе и кога ќе го погледнам мојот внук и ќе размислам дека Господ Исус се отелотвори како такво мало бебе, мене тоа се уште ми е шокантно. Господ Исус можеше да дојде како возрасен човек, доколку така одлучеше, но сепак одлучи да се понизи, да се отелотвори како мало бебе,
кое плаче како и сите други бебиња и има потреба да го хранат, да го пресоблекуваат и така натаму. Џорџ Макдоналд го има тоа објаснето со следните зборови. Луѓето очекуваа величествен цар, кој над непријателите победа ќе им даде, но Бог дојде како мало бебе, кое плачеше и имаше потреба да јаде. Кога Господ Исус се отелотвори и дојде на овој свет, тој не се откажа од својата божественост, туку од својата слава. Правејќи го тоа, тој на секој начин се поистовети со нас луѓето. Всушност, во едно новозаветно послание се вели дека Исус во се стана како нас, освен во гревот. Ќе продолжиме со читање на текстот. Во следниот стих, ангелот им кажува на пастирите кој е знакот по кој можат да препознаат дека тоа што им го вели е вистина. Стих 12. Ова ќе ви биде знак, ќе најдете повиен младенец кој лежи во јасли. Повиен младенец, односно отелотворениот Господ, кого Марија го пови во пелени. Тој одлучи да ја остави својата вечна и небесна слава, за да дојде на овој свет, да живее помеѓу луѓето и да го даде својот живот за нас. Тоа мало бебе не дојде само за да живее, туку и за да умре и со својот живот да плати за нашите гревови. Стихови 13 и 14. И одеднаш со ангелот се јави многубројно небесно воинство, кое го славеше Бога велејки: слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Зошто ангелите пеат за мир на земјата, а ние денес слушаме само за војни и конфликти? Одговорот е, затоа што со Христовото доаѓање на овој свет доаѓа и ветувањето за конечен мир, но тоа допрва треба да се случи. Всушност, мирот на земјата ќе биде воспоставен при второто негово доаѓање, кога ќе го суди и казни гревот, злото и грешниците и ќе го воспостави своето царство. За сега живееме во свет во кој сатаната и злото доминираат и владеат, и се додека има луѓе кои живеат според волјата на сатаната, мирот не е опција. Во книгата на пророкот Исаија Бог вели: нема мир за грешниците. Но, оние кои веруваат во Христос и кои го следат неговиот пат, уште сега имаат мир во нивните срца. Дури и кога околу нив има конфликти, војни и немири, вистинските христијани имаат мир. Во Римјаните, глава 5, стих 1, апостолот Павле вели: оправдани преку вера, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос. Тоа е мирот кој Исус дојде да ни го даде. При второто негово доаѓање, тој ќе се појави како принц на мирот и еден од начините на кој ќе воспостави мир е преку праведен суд. Стихови 15 и 16. Кога си отидоа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа меѓу себе: да појдеме во Витлеем и да го видиме предскажаниот настан што ни го соопшти Господ. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосиф со младенецот кој лежеше во јасли. Во Евангелието според Матеј се вели дека прво овчарите дојдоа да го посетат Исус, а по некое време се појавија и мудреците кои дојдоа од исток. Моje лично мислење е дека поминаа неколку месеци пред мудреците да се појават. Стихови 17 до 20. А штом го видоа, соопштија за предскажувањето што им беше речено за тоа дете. И сите што слушаа се восхитуваа на она што им го говореа пастирите. А Марија ги зачува сите тие зборови, сложувајќи ги во срцето свое. И се вратија пастирите, славејќи го и фалејќи го Бога за се она што чуја и видоа, како што им беше речено. Според тоа што го пишува Матеј, ќе се сетите дека по некое време Марија и Јосиф отидоа во Египет, а по некое време се вратија во Назарет. Господ Исус остана да живее во градот Назарет се до својата 30 година, а потоа
почна да патува и проповеда за небесното царство. Стихови 21 и 22. А кога се навршија 8 дена и детето требаше да го обрезат, му дадоа име Исус, како што беше наречено од ангелот уште пред да биде зачнат во утробата. И кога се навршија деновите за нивното очистување, според законот на Мојсей, го донесоа во Ерусалим за да го представат пред Господ. Обрезанието беше чин кој од страна на Господ првично му беше даден на Авраам, а потоа преку Мојсеевиот закон беше регулиран. Конкретно, во книгата Левитска ни се дадени законите и прописите во однос на обрезувањето. Стихови 23 и 24. Како што е напишано во законот Господов, дека секое првородено машко дете треба да му се посвети на Господ и да се принесе жртва, како што е речено во законот Господов, 2 гугутки или 2 гулапчиња. Текстот јасно ни кажува какви жртви требаше да принесат Јосиф и Марија при Исусовото посветување. Интересно е тоа што во Евангелијата никаде не пишува дека Господ Исус некогаш принел жртва во храмот, но тој ја принесе најважната жртва во историјата, а тоа е самиот себе. На крстот на Голгота се даде себе си за нашето спасение. Во следните неколку стихови ни е опишана една интересна, но за Јосиф и Марија неочекувана средба во храмот со човек по име Симеон. Патем, Лука е единствениот кој не известува за оваа случка. Стихови 25 до 30. А во Ерусалим живееше тогаш еден човек по име Симеон, и тој човек кој беше праведен и благочестив, ја очекуваше утехата Израелова. И Светиот Дух беше на него. Нему Светиот Дух му беше прорекол дека нема да види смрт додека не го види Христос Господов. И поттикнат од Духот дојде во храмот. Па кога родителите го донесоа детето Исус за да го извршат со него она што беше вообичаено според законот, тој го зеде во своите раце, го благослови Бога и рече: сега го отпушташ својот слуга во мир, Господаре, според зборот Твој, зашто очите мои го видоа спасението Твое. Ова се навистина прекрасни зборови. Симеон го слави Господ, бидејќи неговите очи го видоа Господовото спасение. Со векови наназад тоа спасение беше ветувано, евреите го очекуваа, а сега конечно Симеон можеше да биде сведок на исполнувањето на Божјото ветување. А што виде Симеон? Мало бебе, но не било кое бебе, туку отелотворениот Господ, кој дојде на светот да ги спаси грешниците. Ние денес не можеме да го видиме со нашите очи, но можеме да го имаме во нашето срце. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.